Утрински стихови од Библијата. 4 октомври. Бог управува со нашата служба. Ако му дадеш леп на гладниот, ако го наситиш угнетуваниот, твојата светлина ќе засвети во темнината и твојата темнина ќе стане како пладне. Исаија 58:10. Кога ги гледаме потребите на сиромашните, неуките и страдалниците, колку често паѓаме во малодушност. Се прашуваме што можеме да сториме со нашите слаби сили и беззначајни средства, за да ја задоволиме таа огромна потреба. Зарем не треба да почекаме некој со поголеми способности да ја поведе работата или некоја организација да се зафати со неа? Христос вели: дајте им вие да јадат. Употребете ги средствата, времето и способностите што ги имате. Донесете му ги своите јачмени лебови на Исус. Иако вашите залихи може би не се доволни да нахранат и јадници, тие може би се доволни за потребите на еден. Во Христовата рака тие можат да нахранат мнозина. Како и учениците, дајте го она што го имате. Христос ќе го умножи вашиот дар. Тој ќе ја награди искрената, едноставна доверба во него. И она што изгледало како скромна залиха, ќе се покаже како богата гозба. Нашите срца мора да бидат така исполнети со љубовта Христова, што нашите зборови на благодарност ќе ги стоплат срцата на другите. Ова е службата што сите можат да ја вршат и Господ ја прима како направена за него. Тој ја прави успешна, дарувајќи му на истрајниот работник благодат, која го измирува човекот со Бога. Нека Господ му помогне на својот народ да свати дека постои сериозна работа која треба да се изврши. Нека му помогне да запомни дека и во домот, и во црквата, и во светот тие треба да ја работат Христовата работа. Тие не се оставени да работат сами. Ангелите се нивни помошници. И Христос е нивни помошник. Затоа нека работат верно и неуморно. Во свое време тие ќе жнеат, ако не се уморат. Христијанинот, како патник, не се предава на својата желба за одмор. Тој постојано оди напред, говорејќи: ноќта прилично одмина и денот се приближи.